Со мене во студиото е професорот Мирослав Грчев, со кого ќе поразговараме за она последно што се случува, оние јавни расправи за паркингот спроти Холидей Ин, па и новите плацеви на Водно, генерално за урбанистичката агресија. Добро утро, добро дојдовте во студиото на Утрински брифинг, ви благодарам. Добро утро. Што ја прифативте поканата. Овие денови еве повторно се враќаме на темите за градењето. Холидей Ин, оној паркинг спроти Холидей Ин и парцелите на Водно, поточно сечата на планината, се она што е најспорно во моментов или она на кое што барем граѓаните обрнуваат најголемо внимание. Урбанист, планер, професор, вие сте го правеле и дупот за Дебар Мало, ако не се лажам? Не се лажете така. Така? Не сум го правил. Го правев деталниот урбанистички план за Малиот Ринг. За Малиот Ринг. Во далечната 97 година. Добар познавач на овие состојби. Ајде прво да ве прашам за она што на големо крена галама во изминатите денови, овие згради кои се наменети, кои се планирани да се изградат спроти Холидей Ин. Гледате, ја слушам со крајна уво и гледам со периферен вид дека се случува една така голема дебата во јавноста, во медиумите, слушам и некакви институционални форми. Меѓутоа, јас не можам да ја ставам на исто рамниште со дискусијата за сечата на дрвјата на Водно и уништувањето на парк шумата и белите дробови на градот. Додека во вториот случај, водњанскиот злостор е вистинска атака на цивилното општество, на правната држава, на основните права за подобра животна средина, на темелните вредности, на уставниот поредок, затоа што таму се кршат сериозни јавни интереси. Во овој случај се работи за дискусија која што е повеќе архитектонска или урбанистичка. Просторот не е јавен. Предност во сите дискусии, нарочно во градоградителството и во градските теми, предност е општото добро. Јавниот интерес, заедничкиот интерес, тие колективни права на сите граѓани, односно жители и така натаму. А поединечните случаи се решаваат на сосем друго ниво. Според вас како треба да се реши овој случај со оглед на барањето на јавноста? Таму се 4 парцели, од кои едната, оваа најголема, е предвидено на неа да се гради, веќе е продадена, веќе е во приватни раце. Сите овие институционални чекори се веќе некако направени низ текот на годините доста тивко. За сега да дојдеме во една ваква состојба во која што сите креваат рамење, велат не можеме ништо, тоа е тоа, веќе штетата е направена и тоа е тоа. Па ве прашувам, има ли поправка на штетата? Најде, доколку сме ние општество, кое што може да ги поправа штетите, кое што воопшто може да ги препознае грешките и да смогне политичка и друга општа, јавна, граѓанска волја да ги поправи грешките, ние ќе бидеме, нема да бидеме општество што ќе ги толерира оние грдоти ужасни повреди на уставот, законот и нашите права на град, како што се Порта Македонија, Мајка Тереза, спомениците на Александар и Филип Македонски. Ме разбирате? Мислите на барокот? Значи ние на лажниот барок. Гледайте, тоа се зборови. Прво не е ни барок, дури не е ни лажен барок. Тоа е ништо. Тоа се споменици на фашизмот. Тие се уште го слават македонскиот фашизам и заробената држава и криминалот. Ние ги толерираме. Никој што не протестира
да се срушат и да се исчистат од градот тие споменици, нема морално право да зборува за некои други ситници. Ме разбирате? Што сакате сега да кажете дека баш никој нема право да каже дека не сака зграда во строг центар? Нема право. Како така, кој одлучува тогаш ако немаат право граѓаните да кажат? За правата на градење се одлучува на тела кои што се политички представнички тела врз основа на стручни трудови за кои што се издаваат лиценци и овластувања. Сметате ли дека значи за згради се одлучува во Советот на општината во случајов центар врз основа на изработени стручни трудови за кои што постојат најзаштитените, најтешките процедури. И тоа се случува, ако е за згради, се случува во општина центар. Доколку е за тоа, која е намената на тој простор. Разбирате, сега почнува значи една високостручна материја која што пак се уредува како пропис во представнички политички тела, уредено со закон. Значи, урбанистичкиот план не е решение, не е авторски труд, тоа е пропис. Просторниот план е закон. Сега гледайте, ние овде лицитираме. Тој поминал процедура, донесен, во сила е. И ние, нема да го спроведуваме. Од една страна немаме морално право, затоа што го нормализираме најголемото нарушување на законот, уставот. Никој што го толерира ужасот од Скопје 2014 нема морално право да зборува за град или за архитектура или за правен поредок или за закон. Мислам дека граѓаните секогаш имаат право да зборуваат за својот град, за својот јавен простор, за она што им се случува во соседството. Ова го врзувам директно за морално право. Оној што го толерира криминалот, тоа вие знаете што? Како да на плочник... На големо се протестираше за тие згради со години на улиците. Сега зборуваме за работи што сега се прават. Ништо не се стори. Ајде да конкретизираме, господин Грчев, бидејќи ГУПот и ДУПот не се усогласени еден со друг. Не е тачно. Како не е тачно? И ГУПот и ДУПот се усогласено незаконски. И дали треба да се суспендираат, впрочем, спорните ДУПови? Гледайте, приказната за таа тој лесен мораториум и тие лесни суспензии кои што се уште не се ставени во примена, во функција, мислам, нема ни една до сега, е исто така една анахрона приказна. Мораториум, тој што траеше на целата општина, практично на територијата, 8-2-3 плана, не постои во закон. Уставот не познава таква категорија. Но познава суспензија на конкретен ДУП. Од последните 8 месеци, од новиот закон за урбанистичко планирање, кој почна да се применува минатото лето. Значи, од тогаш наваму постои законски инструмент со кој што по исклучок, значи не по правило, по исклучок, селективно, таргетирано и стручно препознаено со елаборат ќе се, значи, елаборира, ќе се аргументира дека едно конкретно решение, едно конкретен дел од план треба да се суспендира и во исто време, вели законот, мора да почне неговата измена. И суспензијата како времена мерка, која што треба да ги сопре штетите за кои што во елаборатот се кажува. Дали сметате? Тоа се случува за јасни повреди на јавниот интерес. Не се случува паушално. Не можете вие да направите суспензија на една општина или ќе суспендираме поредок, просторен план на Република Македонија, додека... Зборуваме за конкретни ДУПови, не за се, не ги генерализирајте работите. Зборуваме за неколку конкретни кои се... Мораториумот имаше легитимитет кога беше донесен, без оглед што немаше законски основ. Затоа што дојде во време после
10 годишна најмалку и повеќе во општина Центар таму и 15 Неконтролирана 17 градба. година. Не неконтролирана градба, туку системска државна злоупотреба на урбанистичките планови на земјата. Сега ова не ви изгледа ист злоупотреба таков на случај. градот, на јавните простори. Ова не ви изгледа ист таков случај, за исто во што го зборувате за Сега гледайте. злоупотреба на јавниот простор. Не е тоа јавен простор. Сега веќе не е. Па, гледајте, кога е уредено намената на земјиштето, кога е уредена? Дали е тоа парк или е бизнис центар со мешана намена, која што може да биде, да речеме, 50% стамбена или не знам Вашиот колку. личен став, што Гледајте. треба да има на тој простор? Гледајте. Или ако ми сметате дека треба да има згради, колкави треба да бидат тие Ама згради? зашто јас се противам? Пазите, јас предавам тоа. Знам, затоа и ве прашувам. И цело време се трудам да објаснам дека тоа што треба таму да има не може да биде прашање на нечие убедување или вкус. И не може да биде предмет на разговори. На нестручни луѓе, на не... Добро, вие не може да сте се прават нестручен на дебати. тема, ве повикав за тоа што сте стручен, именно. затоа и го поставам прашањето за вашиот став. Сега, гледајте, овде се мешаат многу работи и затоа, вака, како да речем, го подигнувам тонот. Ќе ме извините, меѓутоа, во зоната на мојата вокација. Таму е донесен генерален урбанистички план. На ниво на генерален план се одлучува за распоредот на намените, наменските зони. Значи, што е каде во градот? Каде е центарот, каде е индустријата, каде е домувањето, дали се мешани. Ме разбирате? И примарната, големите сообраќајници, плоштади, значи, големата поделба на карти Па и се токму случува сообраќајницата беше посочена како во едно... генерален план, така. Деталниот план го разработува генералниот на поединечни делови, пошто има на еден генерал има многу детални урбанистички планови, тие имаат мали опфати во споредба со генералниот и таму само се спроведува, значи се детализира, веќе не може да се смени она што во генералниот е уредено, во смисла дали е тоа парк или не е. Така, тоа ние е... Сега гледайте, сега седиме ние и разговараме, па зашто тоа е родено за парк? И сега да се прашаме. Колку генерални планови има во Скопје? На 10, 12, 13 години. Значи, првиот после ослободувањето е 48. Па иде земјотресот 65-та. Сега гледате, 85-та, 2002, 2012. Во кој од нив тој дел е парк? Дали Во сметате ниеден. дека треба на таа локација да Сега никнат гледате, згради? какво право има некој да каже баш е ова убаво парк во средина Не, на ама спроведување. граѓаните на Скопје имаат право да Значи- кажат дека не сакаат 60 катница во самиот центар, во строгиот центар. Затоа веројатно ќе се согласите дека имаат право граѓаните. Имаат, у принцип, она, не ме сваќате буквално, она првата изјава, јас велам, град кој го толерира Александар и Филип, споменици на фашизмот, Македонија, Порта Македонија, еден идиотлук, бетонски стиропор и еден ужас од мајка Со Тереза. истиот разговор го испративме Тој, господинот не знам, не го Шилегот. слушав. Меѓутоа, тој град заслужил многу полошо од тие згради што ги видов таму. Тие згради... Поентата е дека треба да Гледайте, разговараме за она што се случува сега малку повеќе отколку за она што се случувало. па Затоа како? што за тоа Ама беа не- граѓаните Гледайте, со не е години на тачно. улица. Спомениците и ова се случува сега. Добро, спомените. Тоа е она што не Ајде се сега разбира. еден конкретен одговор. А ова не се Кој е случува. според вас Ова е измислено. идеално решение за тој спорен паркинг плац? Идеалното решение, прво не е спорен за мене,
Затоа што... Спорно е идејното решение, спорено е она што се планира да се прави кој го за спорува? граѓаните. Кој го спорува? Граѓаните го спорат. Чекајте, тоа е, знаете, тоа е, така се организира линч. Добре, де, А конкретно. народот вика вака да удриме. Конкретно. Сите популистички покрети, во главном после испаѓаат монструозни, тргаат со таа идеја. А, еве го гласот тргна, толпата вика, чекајте, Ама има ли господин тука Грчев, процедура? по истата логика, граѓаните протестираа со години на улиците. Против и предходната власт. Зарем треба да молчат? Не протестира. Зарем треба никој да не си го кажува незадоволството? Кога се боја спомениците на фашизмот, тоа беше наивно обележување за рушење. Исто како што после земјотресот се боја со црвено, жолто и зелено зградите за да се обележат дали ќе се реконструират или ќе се рушат. Така да, дали тоа е остварено, тој револт, и тој не беше револт на архитектонски и урбанистички решенија, ау не се слагаме со овие украси, инсистирањето на барок, не е барок. Или лаже, ајде, не е ни лаже. конкретно, бидејќи малку се Сакам да речем, вртиме во круг. гледайте, тоа е зоната на мојата експертиза. Дали Саша За неа не Богдановиќ сум требаше да навикнал ги да суспендира зборувам на дуповите? тротоари. Дали требаше да донесе нов дуб за да не се случи ова што се Тачно, случи? нормално. Значи Сега се тоа ви го кажу. Значи, дали е таму парк или не, се одлучува во генерален урбанистички план. Генералниот урбанистички план е донесен 12-та година. Новиот почна да се прави, ќе биде донесен за неколку години. Во тогаш меѓувреме, работата ќе биде завршена. ако постои свеста или постоеше дека таму треба парк да има, требаше да се направи измена и дополна на генерален план. Да се стави парк. Значи во овој период грешката е направи општина центар што не презема ништо во врска со тоа да ги промени дуповите. Нормално. Ако е тоа унисона волја, ако е тоа докажана... Уште две-три гледайте, прашања. Ако е тоа докажана, значи стручно докажана ситуација во која што претходните планови де факто злоупотребиле градски простор, нели, не ги примениле добро урбанистичките и другите закони на градското живење и на градоградителството, тогаш е неопходно да бидат сменети, како ќе бидат сменети, со измена и дополнена детален урбанистички план. Значи, не можете да смените состојба со мораториум со кој што само ќе забраните градење. Антикорупцијската поднесе иницијатива до ОЈО за кривично гонење за градоначалник на општина Центар од 2009 до 2013 и неговиот наследник до 2017 и уште неколку лица во интерес на времето. Ќе ги прескокнам, каков е вашиот став за ова? Треба или не треба да има кривична пријава? Немам појма која е содржината на кривичната пријава, ме гледате. За кривична пријава не се во прашање решенија, што е добро или што е лошо. Кривична пријава се злоупотреби на конкретни закони за и за пропусти во со штета постапките. на јавниот интерес, економска добивка и така натаму. Значи, кривичниот закон има други и прецизни дефиниции. Така да кривичните постапки немам појма. Никој не ме информира. Професоре... Меѓутоа, гледайте, приказната со дискусијата за тоа што треба да биде или не, треба да биде приказна за која што имаме законитости. Да речеме, во новиот план постои таа, ја спомнавме, нели, во членот 23, институција која се вика суспензија за време на траењето, значи времена мерка, за време на праењето на измена и дополна. Таа е итна мерка. Многу лесно се воведува. Треба само да се направи елаборат, значи образложение, стручно образложение, и се добива мислење од Министерството, од министерот и веднаш се усклучи. Зашто не се употребува? Во целата ова постапка, да не заборавиме да споменеме дека само една планерска куќа ги работи сите овие работи и дека дури има моменти во годините наназад во кои што е дури во кои што се испраќаат и негативни тонови со дел од општините и тоа исто така дел од постапката што се спори. Но
Немаме многу време, па морам да Да. преминам на темата со која што еве вие го отворивте разговорот, а тоа е водно-белите дробови, исто така екстремно важна тема. Се задржавме премногу на овој плац, но какво е решението за таму? Што може да се направи сега за да се спречи таа агресија на водно? Значи, еве го инструментот, општината го има инструментот, може Значи, да го повторно употреби на истото. буквално во рамките на денови. Тој е толку употреблив инструмент, затоа што е итна времена мерка која што се употребува да се спречи штета врз јавниот интерес, која што се зголемува со времето и се членот 23 вели образложение, елаборат, точниот дел, нели, таргетирано, не се прави тоа. Сега никој нема да гради додека не го решиме ова. Ме разбирате? Тоа се неселективни И мерки. само една И со мислење од Министерството, Советот веднаш со истата мерка со која што изрекува суспензија на примена на планот, кој што очигледно треба да ги крши законите, уставот, правата на град, на дишење на животна средина, што оној таму план го прави веќе 10 години и никако да дојде на ред. Пазите, јас за ова, за Holiday Inn воопшто не би зборувал доколку е тема и водно. Водно заслужува многу повеќе време, многу повеќе енергија. Таму треба да се Но и таму насочени. сметате дека решението е во рацете на градоначалникот. Кој може да го искористи овој Не, инструмент? општината, не градоначалникот. Знаете, општината не е еден човек. така е. Советот ја донесува одлуката. Тоа е политичко тело. Нели? Представничко тело. Да треба да ја образложи стручна екипа на стручњаци, односно Сега една генерална Комисијата за оценка урбанизам. кога е урбанизмот во прашање. Гледате промена на оваа гарнитура во споредба со претходната? Секако не зборувам овде за градење на нов лажен барок. Промената како не е Зборувам огромна. за вакви работи, за пред се за неслушање на гласот на граѓаните, а и за продолжувањето на сечата на вода. Не, гледајте, разликите помеѓу претходната власт и оваа се не може да биде поголеми. Затоа што претходната власт беше ѓаволски ефикасна во вршење на злодела, а оваа е неверојатно неефикасна во нивното поправање. Професор Мирослав Грчев, благодарам што бевте гостин во денешниот утрински брифинг. Добра поента за крај. Ви благодарам уште еднаш. Имаме многу теми на разговор, ќе ве повикаме повторно затоа што уште неколку теми ни остана неотворени, но толку ни е времето за жал. За водно отворете простор. Тука се и водно, и треска, па еве и другата треска, така што ќе имаме теми на кои што би требало да поразговараме. Ви благодарам уште еднаш.